Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Евсевиј епископ Самосадски и светите маченици Зинон и Зина. Свештеномаченикот Евсевиј епископ Самосадски, голем разобличувач на аријанството. Кога се испразнил Антиохискиот престол, со негово настојување за патриарх бил избран Мелетий, големо светило на црквата, кој по смртта се удостоил со голема пофалба од страна на светиот Јован Златоуст. Но аријанците брзо го изгониле Мелетий од Антиохија. Кога умрел лошиот син на Константин, Костанци, се зацарил еден уште полош од него, Јулијан Отстапникот. Во времето на гонењето на христијаните од страна на Јулијан, светиот Евсевиј ги соблекол од себе свештеничките одежди, а се облекол во војничка униформа, па така преправен во војник ги посетувал гонетите цркви по Сирија, Феникија и Палестина, секаде утврдувајќи ја православната вера и поставувајќи потребни свештеници и ѓакони и други клирици, а понекаде и епископи. По бучната погибел на Јулијан, светиот Евсевиј го посоветувал Мелетија да свикал собор во Антиохија во 361 година, на кој присуствувале 27 архиереи, на кој уште еднаш повеќе била осудена ариевската ерес, а се преутврдила православната вера, онака како што е изразена на првиот Вселенски собор. Покрај Мелетий и Евсевиј, на овој собор особено паѓал во очи светиот Пелагиј Лаодикиски, прочуен девственик и подвижник. Тој собор бил во времето на благочестивиот цар Јовинијан. Но овој цар набргу умрел, а се зацарил лошиот Валент, со кого настапило повторно гонење на христијанството. Светиот Мелетий бил прогонет во Ерменија, Евсевија во Тракија, а Пелагиј во Арабија. После Валент се зацарил царот Грацијан, кој што и дал слобода на црквата, а затворените архиереи ги повратил на своите места. Така се вратиле Мелетий во Антиохија, Евсевиј во Самосад, а Пелагиј во Лаодикија. Во тоа време многу епархии и парохии биле вдовици, па Евсевиј ревносно итал да најде и на народот да му даде законити пастири. Но кога тој дошол со законитиот епископ Марин во градот Долихин да го востоличи новиот архиереј и ереста аријанска, која во тој град била силна да ја разобличи, некој фанатичен еретик од покривот фрлил керамида на главата на Евсевиј и го ранил сериозно, од која рана овој голем ревнител на христијанството, светител и маченик умрел за вечно да живее во рајското боженство. Пострадал во 379 година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Светите маченици Зинон и Зина. Свети Зинон бил римски офицер во градот Филаделфија, Арабиска, а Зина му бил слуга. Кога во времето на царот Максимијан настанало гонење на христијаните, светиот Зинон се осмелил, излегол пред војводата Максим, ја исповедал својата вера во единиот жив Бог и го посоветувал и тој да се оттргне од мртвите идоли и да ја прими единствената вистинска вера. Војводата се налутил, па го фрлил Зинона во самица. А кога верниот Зина го посетил својот господар во самицата, тогаш и тој бил фатен и бил уапсен. Потоа двајцата биле мачени за Христа и најпосле биле фрлени во оган во кој незнабожците истуриле масло. Душите нивни се овенчале со венци во Царството Христово, а телесните останки им биле погребани во црквата на Светиот Георги во местото наречено Капарисион. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления